Здраво! Добре дојде во новата епизода на мојот подкаст. Ова ќе биде една епизода која што е далеко од завршена. Гласот не ме служи многу. Доста сум настината, меѓутоа баш е една епизода која што сакам да ја снимам, дури и кога нема да биде совршена и можеби ќе треба да правам паузи, затоа што е токму епизода која што доаѓа од инспирација, која што ја слушнав, ја видов неколку дена пред да седнам да го снимам ова и мислам дека ќе ми избега идејата доколку ја оставам. Моето искуство е дека кога навистина имам голем порив да снимам нешто, кога ќе се појави кај мене некоја голема желба, тоа е нешто што е многу важно и што треба да излезе надвор. И така епизода која што е инспирирана од птицата кукавица. Бев на викенд на планина, со децата, со семејството шетавме и слушнав кукавица. Секогаш сум ја слушала и знам дека и како дете имам некои интересни анекдоти во смисол на баш кога е споменувана кукавицата и сум ја слушала и точно можам да ја препознам, да го препознам нејзиниот звук. И можеби ти што ме слушаш знаеш точно како звучи кукавица. Меѓутоа, ми беше интересно, бидејќи многу често за некои луѓе, личности, велиме дека се кукавици. И размислив, и некако во мојата глава немав идеја зошто ги викаме кукавица, не знаев какви се кукавиците, дури некако имав несвесно поврзување на кукавица со плашливец. Но, она што го дознав е дека всушност кукавицата е далеку од плашлива, најверојатно некаде така ми се поврзало во текот на детството и ме потсети веднаш на песната Кукавица од Цеца и земав да видам каков е лириксот на таа песна, зошто го нарекува кукавица во песната. Затоа што кога ќе се сетам на кукавица ми текнува на таа песна веднаш. И размислив и прочитав што прави кукавицата, каков е нејзиниот живот и зошто некои личности ги викаме кукавица. Исто сакам некако да повикам и на одговорност, меѓутоа и на свесност, дали можеби понекогаш навистина живееме кукавички и што значи тоа, или пак дали можеби живееме со кукавици и исто така што значи тоа. Има интересна символика за кукавицата, а тоа е дека кукавицата всушност го одбегнува идентитетот, односно таа е птица која што не гради гнездо. Таа не остава корени, таа не се врзува и јајцето го снесува во туѓо гнездо и заминува. Ова за мене беше шок кога го слушнав, дека всушност кукавицата е птица која што снесува јајца во туѓо гнездо за друга мајка, друга птица, најчесто многу помало од неа да ја ги чува. Од самиот почеток, животот ја е поставен на туѓ терен и таа нема свој дом. Таа нема ова се моите, ова е семејството, ова е мојот дом, ова се моите корени. И тоа е една приказна која што многумина од нас ја носат во сопствениот живот. Таа е приказна на одбегнување, на маскирање и на преживување по секоја цена. Како е да се родиш во таа туѓа приказна, каде што кукавицата не ја познава својата мајка, нејзиниот прв здив е во гнездо што не е нејзино, со родители што немаат поим дека таа дете не е нивно. И колкумина од нас, реално, растат во улоги што не се нивни. Колку често се обидуваме да влеземе во нечија туѓа слика за нас, само за да преживееме, за да бидеме нахранети реално со љубов, со признание, со валидација, со припадност. Но, каде сме ние? Каде сум јас во оваа приказна? Чиво е ова гнездо? Чија е оваа приказна? Кукавицата, реално, можеби има една друга, односно, да кажам, перспектива од која што може ова да го разгледаме, а тоа е кој дел од мене е туѓо јајце. Кои улоги сум ги презела затоа што така треба. Кои вредности ги негувам, а не се мои. Од друга страна, што прави кукавицата? Кукавицата, малото бебе ги фрла сите други јајца во гнездото,
малото пиле, значи ги фрла за да може да се нахрани, односно да може да биде единствено и мајката и таткото доаѓаат дури до исцрпеност за да можат да го нахранат, бидејќи најчесто кукавицата го несе јајцето во гнездо на помала, поплашлива птица, а таа е голема и кога бебето расте, тоа дури станува и поголемо од мајката и таткото и тие доаѓаат до исцрпеност за да можат да го нахранат младенчето кое што не ни знаат дека не е нивно. И да ги фрлаш другите од гнездото за да преживееш, кога ќе се изведе, таа инстинктивно кога ги турка другите јајца, влегува во борба за простор, за храна, за внимание, за живот. Не затоа што е злобна, туку затоа што така мора. Сега, колкумина од нас научиле дека за да бидеме видени, мора некој друг да не постои. Колку често ја носиме таа невидлива вина, затоа што некого треба да истиснеме без да сакаме, само за да бидеме згрижени. Но и дали е ова реално во нашиот живот или ова е само реалност на кукавицата? Од друга страна пак, кукавицата како мајка која што не се врзува, не гради гнездо, не се враќа по своите малечки, не ги храни, не се грижи. И ова е многу често може да се поврза со едно психолошко одбегнување, односно непревземање на одговорност, кога личноста се плаши од врзување, има рани од сопственото детство, носи верување дека не е доволно добра за да остане и да се грижи. Кои делови од животот ги напушташ веднаш што мараат посветеност? Каде во себе веруваш дека не си за таму и си одиш пред да пробаш да се зближиш? Ова го споделувам затоа што многу често го гледам на терен, каде што ние несвесно многу делови од нас ги напуштаме, или многу личности, или многу професии, многу работи кои што ги започнуваме, затоа што бараат голема посветеност. Зошто сме кукавици? Тоа не е плашливост, тоа е одбегнување на одговорност. И ако ние веруваме, ако ние толку многу навлеземе во тоа јас не сум за таму, ова не е за мене и имам страв да се зближам, ние реално се губиме од нашата автентичност и бегаме од нашиот идентитет. Односно, остануваме во некој идентитет кој што не ни служи. Од друга страна, кукавицата се маскира. Таа го имитира најчесто изгледот на јастреб за да ги заплаши другите птици, за да може да добие пристап до нивните гнезда. И ова може да се гледа како символ на луѓе кои што се представуваат како нешто што не се, за да добијат љубов, да избегнат одговорност, да преживеат. И тука имам прашање за тебе, во кои улоги ти се маскираш за да бидеш прифатена? Тоа не мора да значи дека ти си грабливка птица. Напротив, меѓутоа ние многу често ставаме маски за да бидеме прифатени. И тука е прашањето колку сум автентична во моите односи. Кукавицата не чувствува вина што другите одгледуваат нејзино потомство. И ова е една паралела кај што има и луѓе кои што не чувствуваат одговорност за емоционалниот товар што го префрлаат на другите. И затоа многу е важно да гледаме во тоа кои се нашите незаздравени делови кои што другите луѓе ги носат за нас. И ова сите го имаме. Ние никој не сме совршени. Можеби не сме свесни, но многу често го правиме ова и оние незаздравени делови кои што ги имаме во нас, на некој начин другите ги носат, а тоа е најмногу видливо во родителството. Кукавицата делува инстинктивно. Таа не размислува, не планира, таа нема во неа никаква одговорност за да размислува што ќе биде утре, како ќе нахрани некој слично. Таа едноставно се води само по инстинктот и јас само е важно да преживеам. И многу често и луѓето ние знаеме да живееме живот на автопилот, не сме свесни за своите избори, следиме импулси, избегнуваме непријатност, бегаме од тешки работи. И ова многу ме поттикна, затоа сакав да ја снимам ова епизода, затоа што колку ние живееме свесно и дали одбегнуваме се што ни носи тежина. Затоа што една од најголемите пречки во личниот раст и развој, во напредокот, е токму ова, каде што ние бегаме од работите што ни се тешки. Ние бегаме од работите кои што викаат, окей, ова е избор кој што морам да го направам и тоа значи дека ќе ми биде тешко додека да стигнам таму. Личниот раст и развој не се лесни.
Јас многу често кога ќе ми дојде клиент кој што ми вели, јас поставив граница, јас знам дека не поставил граница. Јас знам дека тоа е нешто кое што е поставив ултиматум. Најчесто луѓето поставуваат ултиматум и мислат дека тоа е поставување на граница и не презимаат одговорност и немаат свесност за другата страна. И јас сум била на тоа место и сигурна сум дека ќе бидам уште многу пати. Но што е важно? Многу е важно да останеме свесни дека ние не сме кукавици. Ние имаме делови во мозокот кои што се одговорни за критичко размислување. Делови кои што можат да бидат свесни, кои што не можат него се свесни и ни помагаат да можеме дури да имаме и една метакогниција, односно да можеме, таа е една способност која што има човекот да може да размислува за своите мисли. Повторно ќе те прашам, живееш ли свесно или одбегнуваш се што носи тежина? Јас не сум мотивацијски говорник, а знам дека секогаш мотивацијски говорници се многу попривлечни. Па дури и мотивацијските подкасти се погледани, се попраќани, се подлабоки, затоа што тие активираат пријатност. Но, за да има раст, мора да има фрустрација. Мора да постои таа фрустрација. Не затоа што таа фрустрација е лоша, може ние да имаме негативен став према таа фрустрација. Не може да проводи дете без да се фрустрира и да паѓа и да има обиди и грешки. Што е друго интересно кај каковицата? Таа го напушта гнездото и почнува да си лета сама. Нема јато. Таа никогаш не ни видела како тоа се прави. Нема учител, нема мајка, нема реална мајка, нема модел, само инстинкт. И понекогаш и луѓето живеат вака. Од главата, не од срцето. Од програмата, а не од душата. Што значи тоа? Функционираат, но не живеат, преживуваат. Животот е како чек-листа. Се снаоѓаат, ама не припаѓаат. И ова е некогаш болно да се слушне, и многу често го слушам и го гледам во пракса. Ова многу често води кон егоцентризам, кон себичност, кон несвесно повредување на другите. Затоа што не сме научени, односно не се научени на припадност, на делење, на споделување, на добрина, на љубозност. И тука имам прашање дали понекогаш твојата борба и простор за внимание повредуваат некого. Ние забораваме на ова, дека за да ги исполниме целите, мора да бидеме внимателни за другите. И ова многу често, за жал, го гледам во самото семејство, меѓу партнерите. Ние многу често партнерите се повредуваме, односно многу често гледам семејства каде што наместо да се тим, тие стануваат агресори еден со друг, тие стануваат како имаат една борба меѓу нив, кој ќе победи, кој е подобар, кој е попаметен. И тука голема себичност се создава. Јас многу често дури сум слушнала и сопруги кои што велат, јас ли ќе мислам што да јаде, јас ли ќе го мислам сега не е дете. И јас самата сум се нашла понекогаш да го кажам ова, но од друга страна, критичкото размислување кога ќе се вклучи. А зошто да не размислувам на тоа? Нели сме тим, нели сме заедништво, нели сме несовршени, нели е здраво да ние размислуваме едни за други и да си помагаме? Каде тој размислува за мене, а јас не размислувам. И на прв момент можеби не сме свесни, но ако седнеме, ако го исклучиме ова инстинктивниот егоцентризам, ќе најдеме многу простор каде што другиот партнер, или без разлика околината, не мора да е партнер, размислува за нас. Преживувањето по секоја цена не е нешто кое што во секојдневие се случува. Најголемиот мотив на кукавицата е преживување. Дури ако треба да живее преку некој друг. Но, сте размислили дека има едно друго работа, е тоа како има многу жени кои што живеат преку своите деца, преку својот партнер, преку работата, наместо преку себе. Живееш ли свој живот или си вгнездена во некој туѓ? Ако жената не го гради своето гнездо, туку наблюдува гнездо на друга птица и чека вистински момент кога гнездото е празно, за брзо да го снесе својата јајце таму,
реалноста е дека треба да го имитираш изгледот на другото, нели? Таа мора да го имитира изгледот на другото и на другите јајца за гнездото да не биде откриено. И тука сме реално се јавува она важната припадност, почетокот на живот со маска, раѓањето во туѓата приказна. И тоа се некои символики кои што ние често ги живееме. Оно што понатаму го прави јајцето кога ги турка младите е борбата за простор по секоја цена и несвесно да ги искористиш другите за, па секако и несвесен родител кој што не може да препознае што е. А кога ќе стане во наводници полнолетно, тоа нема свој дом, не ја познава биолошката мајка, си патува сам илјадници километри при миграција и сепак си го наоѓа патот и без тоа родителско водство, затоа што тоа е врежан инстинкт. Но тоа се символики за самотија, за автентичност што никогаш не се гради, за живот кој што е по програма, без емотивна вкотвеност, без визија. Реалноста е дека понатаму женката, кога ќе порасне, гледа, наблюдува и не се поврзува. Одбегнува врзување, само гледа да снесе јајце, да исчезне, мажјакот па и никаде го нема и не игра никаква улога. И тоа некогаш знае да биде повторување на модели. Трансгенерацијски пренос на одбегнување, живот без племе, без гнездо, без припадност. И реалноста е дека зад себе не оставаат ништо свое, затоа што кукавицата умира без да изгради нешто свое, ниту гнездо, ниту врска, ниту племе. И не постои момент која таа ќе може да каже дека ова е незино дете, незин дом, незино дело, нели? И животот во кој што сме живееле, но не сме биле, не сме ние, не сме се вградиле, ајде така да кажам, во нешто автентично, не сме оставиле трага што е наша, знае да е живот кој што носи празнина, односно чувство на празнина. И затоа животот на кукавицата е одбегнување на идентитет. Затоа што таа не гради гнездо, не остава корени, не се врзува. И на некој начин од самиот почеток животот е поставен на туѓ терен. Таа не може да рече ова е мој дом, ова се моите. Некако ќе се снајдам, нека ми биде. И тука сакам да повикам на свесност. А таа свесност е да провериш дали некаде во твојот живот функционираш како кукавица, без мисли, без вина, без свест. Кои програми во позадина не ти се освестени? Затоа што така функционираме и ние, и нашите несвесни програми како кукавицата. Кукавицата ми е како символ на несвесни програми. Не сме реално кукавици, но ако размислиме, ќе видиме дека на многу места живееме како нив. Затоа што оставаме работи недовршени, ќе бегаме од блискост, ќе се повлекуваме од одговорност и има место во сечи живот кој што е таков, кој што е во темнина. И тоа не значи дека ние наеднаш преку ден нели ќе се освестиме и се ќе смениме. Меѓутоа човекот сака да остави трага. Природата на човекот е поинаква. Природата на човекот е да создава, да има љубов, да создава семејство. И оно кое што се случува сега во светот, оно кое што сега се го гледаат младите и не плаши, многумина не плаши. Јас не познавам некој кој што не го плаши тоа. Ние сите зборуваме за ова. Меѓутоа сите сме кукавици тука. Забораваме на трудејќи се да бидеме толку многу индивидуалисти, забораваме на колективот и на тоа дека ние не сме кукавици, семејството ни е многу значајно за физичкото и за менталното здравје. Нас не треба гнездо, топло. На човекот му треба љубов, на човекот му треба вистинска поврзаност. Не му треба шема на избегнување, не му треба таков радикален индивидуализам. И ова е една покана за будност, затоа што не мораме да бидеме кукавици. Важно е да гледаме како си го градиме своето гнездо, важно е да се грижиме за нашите малечки, да ја знаеме нашата вистина, она што е автентично, да останеме таму каде што боли и таму каде што е тешко, затоа што токму таму каде што боли и е тешко се раѓа поврзаноста. Да,
тешко и голема одговорност е да создадеш семејство и да имаш психофизичко здравје и да се трудиш да не повредиш некој друг и да имаш успех без да газиш преку другите. И тоа е тешко. Понекогаш успехот знае да биде лесен, ако не гледаме на другите. Секој од нас, ако ги исклучи одредени механизми во нас, знае да го прави ова. Но поентата е да не наоѓаме изговор, па ова го направив затоа што морав да преживеам. Затоа што секогаш постои друг начин кој што боли. И реалноста е дека, ако сте родител, сте направиле избор да имате дете. И тоа е ваша љубов. И тоа не значи дека нема да е убаво. Но исто така не мора да живееме по инстинкт, туку по душа. И тоа е она кое што не прави нас луѓе. Ако се разбуди нешто во тебе додека ме слушаш, не го игнорирај, тоа не е случајност. Како што споделив дека ова епизода морав да ја снимам. И знам дека можеби донесов милион проекции и метафори, но реалноста е дека некако јас сите ги видов и не го игнорирај ова. Можеби си растана во туѓо гнездо. Можеби си научила да преживуваш наместо да припаѓаш. Можеби си научена да имаш многу маски и си била храната со многу туѓи проекции. И тоа сите го имаме. Но денес можеш да кажеш дека е доста. Дека јас ќе бидам таа што ќе го гради својот дом на мој начин. Јас ќе бидам мајката на својот избор, а не на својата програма која што ја носам. И да останеш таму некаде да патиш за таа програма или да патиш зошто било така и како било и да го повторуваш истото, да останеш заглавена во таа лутина. Немој да бегаш од одговорноста, затоа што јас нема да го пренесам одбегнувањето како наследство, туку поврзувањето. Јас на крајот јас сум крајот на кукавичлукот и почеток на едно свесно, можеби мајчинство, на свесно живење, на љубов, на присуство. И ќе имаш место кое што можеш да го наречеш дома. Дури ако си сама. Во кој дел од животот ти си само како гостин и што ти треба за конечно да си станеш домаќин на сопствената душа. И знам дека животот на кукавицата ти изгледа како една приказна од светот на птиците, но прашај се, види каде луѓето, ти околу тебе го имаат ова кукавичко однесување. Некои од нас се родиле во приказни што не се нивни, други научиле дека за да бидат видени треба да ја фрлаат својата автентичност во наводници од гнездото. Некои преживувале преку маски, преку туѓа грижа, преку одбегнување. Некои научиле да не се задржуваат, да не се врзуваат, да не остануваат каде што е тешко. Некои станале родители што и самите не знаат како да изградат гнездо, па повторно несвесно ги оставиле другите да го растат нивното. Но ова приказна, иако ние несвесно ја почнуваме, не мора да ја завршиме исто. Психата секогаш ќе се обидува да не води дома, во нас самите, но прашањето е дали ќе ја слушаме. Кукавицата многу силни пораки ни праќа и ова старите го знаеле, затоа многу ги сакам старите поговорки, старите мудрости, старите приказни. Да, некои навистина можеби во денешно време не се толку, ајде да кажам, вклопуваат, но некој сепак со годините се гледа дека во наводници држат вода. Кукавицата ни кажува дека без свесност ние реално ќе го повторуваме истото што некогаш не повредувало. Дека без чувството на припадност ќе отфрламе делови од себе само за да бидеме нахранети, нели да преживееме. Дека без свесен избор ќе функционираме, но нема да живееме. Дека без корени, љубовта ќе стане како стратегија, а не чувство. И дека без храброст ќе го оставаме нашето јајце, нашата вистина, некаде каде што никој нема да ја препознае. Не си птица, имаш избор. Ние имаме нешто што таа не го знае, таа е можноста за избор, можност за интеграција, можност да кажеме ова не го одбрав, нели, ова ми е наследено, ама сега одбирам поинаку. И затоа, ако си растела во туѓа приказна, почни да пишуваш своја,
ако си се хранела со некакво си признание, сега можеш да почнеш да се храниш со автентичност. Ако си бегала од себе, можеш да се вратиш полека, нежно, чекор по чекор назад. И ако си ја носела улогата на кукавица, не како осуда, туку како преживување, нели? Денес можеш да ја препознаеш и полека да почнеш да ја ослободуваш. Затоа што гнездото, нели, не е место, тоа е состојба. Гнездото е кога стоиш во својата вистина, кога не се некако отфрлаш себе си за да добиеш љубов, кога ги гледаш свесно своите рани и не ги пренесуваш, и кога одбегнувањето го претвараш во присуство, кога се соочуваш. И тогаш не си веќе кукавица, туку си човек и се враќаш дома. Се надевам дека не ми се пречеше мојот глас во оваа епизода, но на вистина сакав да го пренесам она кое што го видов, она кое што се појави во мене, она кое што некако кликна од цело искуство и животно и во пракса, кое што го гледам, кое што го размислувам, и една голема благодарност до природата што однова и однова ми ги носи овие метафори, овие приказни, овие некако будење на инспирација, и една голема благодарност до кукавицата што постои, затоа што ако не постои, можеби би не било и тешко да го видиме ова. Срекна сум што сум човек и што можам да размислувам за овие работи. И се надевам дека оваа епизода многу ќе ти служи и дека навистина ќе застанеш и ќе се запрашаш, и можеби токму денес ќе биде моментот кога ќе почнеш да пишуваш нова приказна за себе, нова приказна каде што не си кукавица и не функционираш инстинктивно, туку функционираш од душа, од срце. Ти посакувам убав остаток од денот и се слушаме во наредната епизода.